Пензионерите од Прилеп и неколку други градови од Македонија кои што протестираа подолг период за линеарно покачување на пензиите од 5000 денари. Денеска првиот дел од покачувањето од 2500 денари го одбележаа со средба во просториите на Сдруженијето на пензионери во Прилеп. И радоста е голема, бидејќи за нас значи многу 5000 денари, што никогаш не би го заменила со 5,3% или 2,9% во 6 месеци од годината. Она што го зацртавме, го остваривме. Законот од процентуално го сменивме во линеарно. Затоа ќе ги добиеме ние линеарно овие 5000 денари. Рековме дека ќе добиеме и лекови на позитивната листа да ја прошириме. И тоа го остваривме. Во моментов се работи на остварување пензиското и климатско лекување од 2500 до 7 дена бесплатно лекување и уште за неколку месеци неколку многу битни таблети кои што требаат за пензионерите. Се надеваа дека ќе бидат во целост прифатени и предлог измените на законот за пензионери со што ќе се решат сите нивни проблеми. Линеарното зголемување на пензиите е успешна операција која што на почетокот сите велеа дека ќе нема средства, ќе нема пари, ево се најдоа пари, значи се најдоа луѓе, односно поздрав до владата која што излезе во пресед на нашите проблеми, најде решение соодветно и она што е најбитно за нас, сакам да го поздравам, да ја поздравам изработката на новиот закон за пензионери, кој што ќе опфати сите категории на пензионери, кој што ќе реши сите суштествени проблеми и прашања на пензионерите и мислам дека со тој нов закон, конечно една за секојаш во Република Македонија, пензионерите ќе имаат достоен живот. Побараа и целосна смена на раководството на Сдруженијето на пензионери и во Скопје и низ градовите на Македонија, затоа што не ги поддржале во нивните барања. Да се разреши госпоѓата Сапка, кој тоа не го прифакише, и финансова полиција на сите избори на сите подраченици да се изврши и да се постават новите раководства. Пензионерите денеска ги посети пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН од Прилеп Петар Ристевски, кој што рече дека тие 5000 денари ќе биле дадени и денеска да не бил буџетот во лоша состојба. Од денес ги добиваат половината, 2500 денари, од март 2025 година уште остатокот од 2500 денари. Овие 5000 денари ќе беа исплатени доколку душмански не беа потрошени парите од буџетот на Република Македонија од претходната власт. Ова влада покажа дека зборот е збор, покажа како се работи домајкински и покажа како се работи заедно со народот, она што го ветивме пред избори во изборната кампања, она за што протестираа пензионерите од иницијативниот одбор кои заедно со нас ме повикаа, излегов, ги поддржав во таа 2023 година во август за подобар стандард, тоа со самото доаѓање на власт на владата на ВМРО ДПМН и се оствари. Следните 2500 денари од линеарното покачување, пензионерите ќе ги добијат со мартовската пензија во 2025 година.